Председателя, значи, господине Макрадули, прво ова не е совет сега на град Скопје. Веројатно Социјалдемократскиот сојуз или си има советници во советот на град Скопје и таму може да си го каже неговото мислење. Јас на вистина како пратеник кој што доаѓам од Струмица не сум запознаен со предлозите за промена на улиците кои што би требало да се случат во Скопје. И мислам дека сега е во ред од ваша страна вие како опозиција да искористите оваа прилика и присуството на медиумите и снимките од оваа комисија да си разговарате на таа тема. Можеби вас како граѓани на општина Центар или Карпош, не знам кај живее точно, не е важно, ве загрижува промената на улиците во Скопје со одредени имиња. Меѓутоа тоа си е тема за градскиот совет. Како примери можеме да се послужиме, како што јас се послужив во општина Струмица. Што се однесува на вашиот едукативно забавен, да кажеме, полука од моја страна, јас знам дека мавзолејот на Ленин си стои во Москва. Ама па што Ленин има со Струмица, тоа не ме е јасно. И ако одиме вака во расправа, како што вие сега зборувате за одредени личности, кој бил заслужен, кој не позаслужен, тоа нема крај. Навистина нема крај и не е добро да ја водиме така дискусијата. Зошто? Затоа што ние како припадници на ист етнички, како македонци, имаме недоразбирање помеѓу нас. Ама тие недоразбирања се затоа што не можете вие да се она што вас не ви одговара да го окарактеризирате овде како крвник, како убиец и така натаму. Го спомнавте Павел Шатев, еклатантен пример. Значи Гемиџија и така натаму, човек кој што од тој систем во кој што се ставени имењата е репресиран. Бил на Голи оток, починал. Така, јас... Вред, па не, затоа кажувам, значи се согласам со вас. Меѓутоа, не, тоа е веќе политика ваша, вие може да се го зборувате, дали ви е помила Бихачка или Павел Шатев да ви го носи името на улицата, тоа е ваш проблем, не е мој. И затоа реков дека не знам, навистина не знам каде, например, во Скопје ќе се сменат улиците. Меѓутоа, такви како Павел Шатев, такви личности како Методи Андонов Ченто, имаме X во историјата кои што одреден систем, во што период се именувале сите улици плошти, биле деградирани. И тоа е факт сега, не можете тоа да го порекнете. Како што е факт дека, како што вие зборувате сега, ако сакаме да зборувам во тој стил, во Струмица има улица на судија кој што осудил 5 млади луѓе на смрт. Ама тоа за тој систем, таа личност не била крвник. И затоа има улица. И затоа не сакам, навистина овде ќе прекинам, и ако имате реплика, нема да имам контрреплика, затоа што не сакам да навлегувам во вакви работи. Затоа што секој има одредена своја вистина. Ако таа личност за одредени луѓе била позитивна и им помогнала, за одредени други фамилии таа е најголемиот злочинец на светот. Затоа што им убила брат, син и така натаму. Можеби не лично таа како екзекутор, меѓутоа со нејзиниот глас и одлука. И затоа не сакам да навлегуваме во ваква дебата. Меѓутоа, заедно, веројатно се согласуваме дека навистина има одредени личности кои што се заборавени во минатиот период. И јас, како што знам, предлозите за имињата на улиците, на плоштадите, на мостовите, има можност да ги предлагаат не само политичките партии и советниците, имаше можност да ги предлагаат и невладени организации и поединци како граѓани, историчари и така натаму. И тука во тој дел ќе завршам, не сакам повеќе да полемизирам, затоа што навистина нема потреба да навлегуваме во вакви дебати, секој си има своја вистина. А она што се однесува во членот 5, каде што владата е таа која што на крајот ја одобрува листата по предлог на Советот, ви кажав дека тој закон не е закон кој што е донесен во времето на ВМРО ДПМН. Веројатно вие како пратеник го имате и гласано. Сега тука може да дискутираме дали некаде побрзо, дали имаме општини како што е например Гостивар или Тетово или Куманово, каде што имаме проблеми од етнички аспект, во смисол Бадентер и така натаму.
Меѓутоа, законот се е донесен 2004 година. Некаде можеби некои градови поминуваат побрзо каде што немаме проблеми, некаде можеби има застој, меѓутоа тоа си е концепт донесен од Социјалдемократскиот сојуз. И затоа сакам да ви кажам дека не треба да дискутираме, иако се сложуваме и двајцата, веројатно сите се сложуваме овде, дека е потребно да има одредена промена на улици, тоа сега веќе е дискутабилно. Дали Бихачка ќе ја смениме со Павел Шатев, или Линденска ќе ја ставиме Павел Шатев, или Методи Андонов Ченто, тука е веќе работа на крајот на краиштата на советниците во град Скопје. Ние не можеме како пратеници и како собрание сега да одлучуваме и улиците низ градовите како ќе се викаат. На крајот на краиштата тоа не е наша работа, меѓутоа по шести пат повторам, не е добро барем ние да влегуваме во вакви историски дебати, затоа што како инженери не сме историчари, историјата да си ја ставиме на историчарите, затоа што секој си има одредена своја вистина. Благодарам.